Дел од невладините организации најостро го осудуваат говорот на омраза на новинарот Миленко Неделковски во неговата емисија, каде што ги навреди ромите нарекувајќи ги цигани и ЛГБТ заедницата нарекувајќи ги педери. Некој од телевизијата каде што се емитува емисијата треба да сноси некаква одговорност, а што ќе се случи ако во шоуто се пушта порнографски материјал, тогаш кој ќе ја превземе одговорноста? Вели Замир Мехмети, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Мојот став е следен. Миленко Неделковски продолжува да промовира говор на омраза и тоа го прави на перманентен начин. Значи ова не е прв пат он да го прави ова и навистина јас неколку пати го имам ова кажано во неколку наврати дека не може веќе телевизиите, односно телевизијата да се сокрива за тоа што едно мини парче кое го пушта пред емисијата каде што вели дека не се согласува со ставовите изнесени во емисијата. Видете вака, ако некој мисли дека во една емисија може да каже што сака и да навредува кого сака, а при тоа да не сноси никаква одговорност, тоа веќе говори за состојбата, за очајната состојба во која се наоѓаат медиумите. Он тоа го прави уште еднаш ќе кажам на перманентен начин и за тоа е крајно време веќе да не си ја префрламе топката ни ние како агенција, а и другите надлежни институции што треба да го санкционираат говорот на омраза. Значи крајно време е некој да излезе и да го осуди ваквиот начин на презентирање на ставови, ако сакате и на лични ставови со кои тешко се навредуваат и хомосексуалците, па и ромите, па и другите маргинални групи за кои он смета дека нешто им фали. Жарко Трајановски од Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници вели дека ја разгледуваат можноста да понесат представка до агенцијата, но и пред Комисијата за заштита од дискриминација во однос на говорот против ЛГБТ заедницата, односно употребата на зборот педери. Во емисијата на Миленко Неделковски гостуваше Змаго Јеленчич, председател на партијата Словенечка национална странка, велејќи дека ромите во Словенија се нарекуваат цигани и дека живеат во безредие. Јеленчич го потврди ставот на Неделковски дека ЛГБТ заедницата се всушност група педери. Тој потенцираше дека во Европската унија маргинализираните групи имаат многу права и слободи и додаде дека ваквата заедница е лоша за една држава. Ја гледав она емисија каде што Змаго Јеленчич учествуваше во Словенечката пирамида и беше темата за циганите. Да. Мене овдека ме обвинуваат дека не ги кажувам роми, а јас знам дека се во Франција жетан, во Германија се цигојнери, така. И у Словенија цигани сами себе зову цигани, не роми. Така. Меѓутоа, таму ми беше една многу интересна теза, а тоа дека во Словенија имунитет имаат 3 групи на луѓе. Да. Се сеќавате? Ја, истина е. Да. Тоа се? Едни су цигани, онда су судије и тужиоци. Они су неприкосновени, што они кажу, то се нима ништа не десава. Например, погледате, код нас има проблематика цигана е изузетно велика. Па да не улазим и објашњавам, например, да се ухвати човека кој има преко 250 кривичних дела и прекршаја са моторним возилима, а га нико не такне. Нити на суду, jer кажу без везе, нечемо, плашимо се тако то. Да пуцају из пиштолја и из автомата по населјима и тако то. У Словенiji. И па полиција не улази тамо. Има една група луѓе кои се подржувачи или се членови на ЛГБТ заедницата, значи во основа педери, не во основа, него суштински и во душа и биолошки. Ставот околу хомосексуалците, Европска унија, ЛГБТ движењето? Тоа е у Европи е тоа сад као модерно и те популација има више и више у Европи и у Словенiji. Изузетно много и у том примеру треба да се зна да та популација меѓусобно сураđuje на неком другом нивоу. Макар су, например, из разних политичких партија, они сураđuju и подпомажу еден другоме. Тоа е... Овие модерниве. Да, па тоа е тако. И тоа ја мислим, тоа е изузетно лоше за државу. Петрица Рачини од Македонскиот институт за медиуми вели дека само со позитивен и убав говор треба да му се возврати на тој што говори лошо и што мрази.
Поинаку, вели тој, нема да може да се запре човекот кој има омраза во својот говор. Ова е една герилска акција или герила маркетинг што ја прави безомразната герила. Тоа е, нели, група на активисти, студенти, новинари кои што соработуваат со Македонскиот институт за медиуми и со Безомразно, страницата која отворивме, со цел да ја прошириме едукацијата и да ја подигнеме свесноста за говорот на омраза и за начините како да се справиме со него. Ова што го гледате тука е всушност мразач, нели, тоа не е идејата, и тој мрази на улица, и сега реакцијата на граѓаните, нели, доколку се закараат со мразачот, ќе ги тепа на мразачко искуство. Идејата е да се бориме против говорот на омразата со љубов или со позитивни пораки. Студентката Макфире Акшимовиќ истакна дека не сака луѓето да ја нарекуваат циганка затоа што таа е ромка. Смета дека само преку убав збор ќе може да допре до тие што ромите ги нарекуваат цигани или чергари. Сакаме да имаме своја цел, ние ромите да не викаат цигани, сакаме да имаме своје права, и затоа го напишав ова позади мене што се гледа, те сакам е на ромски мангавата и некам да не викаат како ние сме чергари или цигани, не сакаме да не викаат како роми, ние сме роми и тоа е нашата цел. Нано Ружин, подпредседателот на Либерал-демократската партија, истакна дека човекот се плаши од непознатото и затоа се храни со стереотипи и предрасуди што ги има кон една заедница. Сте се запрашали како размислува оној што мрази? Например вака, јас мразам, не е битно кого и зошто, мразам други етникуми и вери, мразам други култури и народи, ги мразам ЛГБТ заедниците, атеистите, мразам се што е поинакво од мене. Јас мразам, значи јас постојам. Тоа е моето основно гесло на постоење. Омразата експлодира, таа е радикална. Омразата создава висинска пустош и завршува во една самоубиствена омраза кон самиот себе. Таа цвета без ограничување, таа се шета низ целата наша планета со векови. Омразата е присутна и во Европа, и на Балканот, и во Македонија. Таа не е еден нов феномен. Уште во времето на Римската империја говорот на омраза служел да се осудат малцинствата. Најчесто омразата била предизвикана од страна на културните стереотипи, засновани повеќе на емоции отколку на факти и рационални мисли. Лијана Лазаровска-Трајковска, која е судика за човекови права во Страсбург, вели дека говорот на омраза се темели на стереотипите и предрасудите. Нетолеранцијата, преточена преку говорот на омраза, раѓа страв, неизвестност, а неретко и води кон насилство. Пристапот на судот во Страсбург во однос на проблемот со говорот на омраза се темели на заштитата на еднаквоста и достоинството на сите граѓани. Говорот на омраза на социјалните мрежи го осудија голем број на граѓани.